Топ тема, добро вечер. Еден трагично згаснат живот минатата недела подари тројна животна радост на тешко болен срцев пациент и двајца бубрежно болни пациенти на дијализа. Македонското здравство, фокусирано на битката со заразата со COVID-19, доби шанса и испиша историја. Во 2 часот пополнок во саботата успешно заврши првата трансплантација на срце на државната кардиохирургија, а истиот ден беше продолжена и досега успешната трансплантација на бубрези, овој пат на клиниката за урологија. Подвиг за почит. Прво кон семејството на донорот и за стотината лекари и медицински персонал вклучени во овој подвиг кој отвори и многу прашања. Како да не се остане само на овој пионерски чекор, барем кога е во прашање трансплантацијата на срце, но и на другите органи. Но и пред се, како да се зголеми свеста за значењето на органодарителството. И без се уште рестриктивните ковид правила, премало е ова студио да ги собере сите кои дадоа свој придонес кон овој голем и човечки и здравствен потфат, но вечерва со мене се првите луѓе на големиот тим, доцент доктор Маја Мојсова Мијовска, национален координатор за трансплантација. Добро вечер и добре дојдовте. И професор доктор Сашко Јовев, директор на клиниката за кардиохирургија и челник на тимот за трансплантација. Добро вечер и за вас. Доктор Мојсова, ви почнав со вас. Оставија ли дневните обврски простор да се средат впечатоците пред се поради фактот што трансплантацијата генерално, но и овој пионерски чекор е еден предизвикувачки, но и крајно емотивен чин во кој што практично смртта носи живот. Па впечатоците ги средуваме пополека, искрено. Немавме многу време да застанеме и да размислиме. Искрено, како поменуваат деновите, веројатно сме свесни што направивме, можда во почетокот не, но сега почнуваме да стануваме свесни за тој историски момент и подвиг што го направивме. Едноставно, што можам да заклучам дека една тимска работа, една добра координација меѓу здравствените работници може да направи многу за пациентите. Емотивниот дел секогаш останува, сепак и ние докторите сме луѓе. Она што е најважно да останеме професионални, но исто така некогаш и емоциите не издаваат. Овие моменти беа различни емоции имавме. На тага, жал, на среќа, на возбуда, адреналин, неизвестност, можам да кажам и страв, и дилеми. Веројатно сето тоа испомешано во заедничката борба може би беше полесно. Не е случајно, верувајте, работиме многу долго време на оваа проблематика во смисла баш на трансплантацијата на срце. Подолго време се спремаме, подолго време имавме состаноци, критериуми. Тука на тие состаноци беа собрани експертите од нашата земја и тоа и од приватните, нели, како што видовте, но секако и државната кардиохирургија. Со државната кардиохирургија многу долго работевме на протоколи. Се спремавме, може би градејќи некои мостови на доверба меѓу нас, кој колку може, што може, до каде можеме, дали можеме. Дилемите веројатно останаа до последниот момент кога видовме дека можеме. Професор Јовев, повеќе од 3 часа вдахнување на нов живот, колку во меморијата на еден кардиохирург кој живее за тие моменти да спаси живот, колку во меморијата остануваат оние неколку секунди додека се слушне дека новото срце почнало да чука? Да, убаво кажавте. Во меморијата останува токму тоа. Сето останато е една припрема, една трка, една припрема која што долго трае, која што е резултат на долготрајно и учење, и тренинг, и така натаму. Припрема во самиот момент од како дознавме дека ќе имаме срце за трансплантација, од како дознавме дека имаме донор, а кандидати за трансплантација има доста, навистина. И сето тоа е една трка
Меѓутоа е трка со времето, но ние на некој начин хирурзите и анестезиолозите сме во постојана трка со времето и тоа некако беше се скоро нормално. Но моментот кога се случи и проработи тоа срце, како што вие кажавте, е незаборавен момент. Тоа е вистинскиот момент кога гледате дека практично се раѓа повторно нов живот кој што би бил изгубен за месец-два. И практично тоа е вистинскиот момент, вистинското чувство и она што ќе остане во сеќавање долги години. Ќе разговараме за сите детали и сите дилеми кои што се покрена после јавноста повторно се сврте околу до органодарителството како еден благороден чин и сето ова веројатно немаше да се случи без таквата одлука на семејството од Дојран. Со нивна дозвола ги посети колешката Сузана Мицева. За нас Емилија е се уште жива. Со овие зборови не пречека сопругот на првиот донор на срце во државата во родниот Дојран. Помислата дека срцето и чука во нечии гради, сега е најголема утеха за најблиските на Емилија Динева. Се договоривме да се најдеме во Дојран, а кога пристигнавме, сопругот на Емилија, Миле, рече дека семејството е на гробиштата. Го уредуваат гробното место. Скршен од болка, сепак не смогна сили да зборува пред камера. Емилија кобниот понеделник на 18 мај се обидела да вози мопед, изгубила контрола и удрила во бетонска ограда. Миле вели дека лекарите дале се од себе, но изгледите не биле на страна на Емилија. Им соопштиле каква е ситуацијата. Им ја кажале можноста да се донираат нејзиното срце и бубрезите. Заедно со синот и ќерката, одлучиле да спасат 3 животи. Сопругот Миле со тага, но и гордост ни кажуваше дека Емилија била хумана, срекна личност. Обожавала се околу неа да е уредено, весело. Токму затоа сака нејзиното вечно почивалиште да биде онакво какви што таа се трудела да бидат нивниот дом, дворот. По кусиот разговор ги оставивме Диневи со нивната болка и спомените. Во центарот на Стар Дојран, кај општинската зграда, се сретнавме со градоначалникот Анго Ангов. Со најубави зборови за Емилија и нејзиното семејство зборуваше, како пријател и сосед на Диневи. Овие луѓе ми се соседи и можам да кажам дека навистина ми е драго што имам такви соседи, посебно по оваа ситуација кога направивме да имаме фамилија која е херој на нашата држава, бидејќи се работи за постапка која што не е во нашата држава и се немаше случајно. Првата трансплантација на срце се изврши со нејзина помош, се спасија 3 животи, значи можам слободно да кажам дека се работи за жена херој, односно сите заслуги и сите примати во оваа ситуација, јас можам да кажам дека се на семејството, посебно на сопругот, ќерката и синот кој што ги има. Другото што можам да го спомнам дека се работи за една ситуација која што навистина сите не трогна, бидејќи се работи за соседка, лично моја соседка. Сите соседи бевме навистина трогнати од ситуацијата и тоа што се случи со Емилија, бидејќи е премлада за сето ова. Погодени се, нивната фамилија е погодена, меѓутоа јас веќе во повеќе наврати им реков дека буквално стоиме позади нив, се што треба, се ќе помогнеме. Не може да го вратиме животот на Емилија, меѓутоа што е тука, животот мора да продолжи. Ангов смета дека потегот на Диневи е пример за човечка скромност и големина, но дека такви биле и во нивниот живот досега. Тивки, ненаметливи, вредни. Па и Емилија, но и целата фамилија нејзина се исто така скромни луѓе. Живеат скромно, работат, труделјуви луѓе. Јас не се сеќавам некој да има направено, мислам да има кажено лоше за таа фамилија, бидејќи навистина се толку скромни и толку повлечени што просто можам да кажам дека се пример за човештвото на оваа планета. Така да секој кој да го прашате може да ви каже дека се работи за една исклучителна личност, личност полна со ентузијазам, личност која што се трудеше буквално за фамилијата, оставаше се. Едноставно кажано, пример кој што треба да го следиме сите. Не само по потегот кој што го направија за соорганите, туку и пример како треба да се однесува човекот во една фамилија и буквално тоа. Емилија имаше 43 години.
Незиното срце сега чука во градите на 54 годишен човек, кој закрепнува од операцијата. Бубрезите се пресадени на двајца пациенти кои долги години биле на дијализа. До сега првата помисла на Дојран беше езерото. Но во свеста на граѓаните од сега Дојран ќе се поврзува и со неверојатниот хуман чин на семејството Диневи. Тоа беше записот на колешката Сузана Мицева од Дојран, инаку обврзан сум да кажам дека согласно постојните законски прописи, сите податоци околу донорите имаат ниво на класифицирани податоци, меѓутоа во случајов и обелоденувањето на идентитетот на починаатата, како впрочем и нашиот прилог, беше направен со согласност на семејството. Мојсова, што е потешкиот момент да му се пристапи на семејството во такви моменти на одлука или часовите за кои што подоцна ќе зборуваме на организација до детали, часовите на неизвестност споминати во операциона сала? Веројатно тежината почнува кога ќе заклучиме дека веројатно мозокот е мртов. Тоа го заклучуваме со клиничките тестови. И секогаш се надеваме дека не е, нели, затоа што во суштина лекувањето оди кон тоа да можеме да го спасиме мозокот. Но кога ќе го заклучиме тоа, ќе мораме да ги направиме тестовите за да видиме дали е точно тоа. Разговорот со семејството, верувајте, никогаш не се лесни разговорите со семејството. Не од друга причина, видите, ние во нашата дејност гледаме многу трагедии, многу тешки случаеви, со многу семејства сме во контакт. Но ова е еден момент во кој што се кршат некакви правила кога соопштувате тажна вест, но и во исто време им давате опција дека како можеме да им помогнеме, во кој правец и дека една од опциите е органодарителство. Не е лесно со семејствата да се зборува во моментот на најголема тага и најголем шок за тоа што треба да направат следно. Прво, тешко се прима веста за смртта, затоа што мозочната смрт е смрт. Без разлика што органите се живи, ама тие се живи затоа што ние ги одржуваме со одредени лекови и со машина за дишење, нели? И сега пак ќе не извини доктор Јовев за кратко, меѓутоа навлеговте во делот кој што е многу специфичен овие денови, бидејќи до ајде да не речам екстреми одат коментарите околу тоа зошто се дарува, зошто не се дарува. Значи, што е тоа, што е практично тоа мозочна смрт и практично од тоа произлегува и одговорот кој може, а не може да биде донор. Благодарам за прашањето и стварно сакав тоа да го расчистиме. Мозочна смрт се случува кога пациентот има некакво случување во мозокот, како што е крварење или инфаркт, или ваква траума на мозокот, кој што се случува поради сообраќајка најчесто. И најчесто се донори и во светот по бројка моторџи кои што возат без кацика. За жал, тоа е некоја статистика светска. Зошто тоа што се случува во мозокот во суштина прави да пациентот умре? Затоа што без разлика да срцето е главен орган, работи по автоматизам, да сите органи ние се движиме поради контрола на мозокот, ние зборуваме поради контролата на мозокот. Ние дишаме бидејќи центарот за дишење е во мозокот. Значи кога ќе се случи ваков некој масивен инсулт, значи не е мозочна смрт кома. Имало многу пациенти во кома кои што сме ги извлекле и си отишле дома. Не е кома, не е мозочен удар. Мислам стварно да ги расчистиме многу е тешко, сите дилеми во јавност. се трудам народски да го објаснам ова. Значи, тоа што се случува во мозокот, доколку е голема повреда, големо крварење, голем инсулт, мозокот се наоѓа во една цврста калап кој што се вика череп и во суштина нема каде да, доколку натече и доколку нели овие случувања се поголеми од тоа, практично настануваат и секундарни оштетувања на мозокот. Нешто е за операција, нешто не е за операција. Некои видови се оперираат, некои не. Ваквото нешто мозокот и нема можност да регенерира, значи нервните клетки не регенерираат.
црниот дроп има шанси, бубрезите имаат шанси да во текот ако и ги изгубат после акутна бубрежна може да преминат и да се опорават. Мозокот нема таква шанса за жал. Мозокот е пилотот во авионот, мозокот кога ќе згаснува и органите. Но овие пациенти се наоѓаат во единиците за интензивно лекување. Значи збориме само за пациенти кои што се наоѓаат во интензивните лекувања и кои што при тоа имале некакво мозочно случување. И тие се третираат, нели, во прво време за да се спаси мозокот, но баш тој третман за да се спаси мозокот, нели, за да очуваме циркулацијата на мозокот, да ги очуваме тие делови од мозокот кои што можат да бидат здрави, прават во суштина и да ги одржуваме органите. Да Значи бидам не ги поедноставен. осудуваме ние луѓето. Да, човек почина дома. Човек починат во сообраќајка на лице место не може да биде дома. Луѓе кои што умираат од старост, од различни коморбидитети, не. Луѓе што одмираат од малигноми, не. Многу е мал процентот на тие што завршуваат со мозочна смрт во интензивните лекувања. 1 до 2%. И затоа има, предпоставам, процедури низ кои што се тоа. И тие исто така, доколку се многу постари пациенти, има и граници во односи на дарувањето. Има граници во однос на дарувањето, например, срце, 50, беше 45, па 50, па сега малце ги поместија границите до 55 во суштина од квалитетот на органот и од начинот на живот претходно на пациентот. За бубрезите има малце се проширени границите, но секако постарите бубрези треба додат кај постари пациенти. Значи многу правила има. Не е така едноставно, умират луѓе, ајде да зимаме органи. Не, органи може да се зимаат само од мозочна смрт, поготово во нашата земја. Во некои земји зимаат органи и после кардијална смрт. Значи срцето умира, се продолжува да се масира, имаат специјални пумпи, ги ставаат на пумпа која што ги перфундира органите. Нормално тоа срце не е употребливо, но другите органи може да се употребат и тоа го прават Шпанија, Франција, Германија. Кај на законот се уште е мозочна смрт, ние немаме ни услови во моментот после кардијална смрт да земаме органи и ова е единственото нешто по кој што и правило и закон по кој што прво медицински закон, а потоа нели правен закон кој што е донесен кај нас уште 2011 и 2012 година, во кој што можеме да земаме органи. Така да пулот, односно базенот на органи е многу мал во светот. Да беше така лесно сите што умираме ме даруваме органи, немаше да има недостаток на органи во светот. Добро, мислам дека беше потребно да ја расчистим оваа дилема. Да, многу, да, јас сакав да го објаснам. Имаше и многу дилеми, прашања, различни иницијативи кои што можевме да ги видиме и нели сега со развојот на социјалните мрежи. Професоре, специфична е трансплантацијата на срце токму поради фактот што таа единствено може да биде оно што се вели стручно кадаверична, односно од донор. Тоа е нешто сосема поразлично од... Дали овој факт беше главниот проблем и предизвик досега за вашата клиника? Јас мислам дека овој факт не беше главниот проблем и предизвик. Точно е дека е специфична од неколку аспекти, нели? Прво и основно, како што колешката добро објасни, откако ќе се констатира дека постои мозочна смрт, треба тоа срце се очува. Значи се констатира дека има мозочна смрт, треба се разговара со фамилијата дали би донирале орган. И потоа да се сето тоа организира, среќа што ние бевме спремни и другите поразвиени надвор клиники се спремни и очекуваат такво нешто. Но тоа срце треба да се сочува затоа што се може да му се случи. Зошто? Токму од мозокот. Овие збиднувања во мозокот може да предизвикуваат хипертензија, хипотензија, тахибрадикардија, може така наречена катехоламинска бура заради оштетување на одреден дел од мозокот и така натаму. Сето тоа го афицира срцето и токму затоа, токму оние кои што го гледаат тој во наводници мртов пациент треба да жонглираат со одредена терапија, нели, за да се одржи тоа срце неколку часа додека не ги решиме сите овие дилеми. Потоа праќаме наша екипа која што главно првично со ехокардиографија го оценува тоа срце како изгледа, а потоа практично и нешто пред тоа се оценува компјутерски затоа што тоа се оценува во моментот кога се оценува дека пациентот е во мозочна смрт. И сега веќе сме се решиле, тие неколку часа се одржува срцето
И мора да се случи се во тие неколку часа заради неколку причини. Колку часа Ќе беа ви сега кажам, во Прво и прашање? основно тоа срце може да се сочува 24, 48 часа, меѓутоа најубаво е во првите 10, 12, 15 часа да се случи експлантацијата, сето тоа да се реши и да се случи експлантацијата на тоа срце. Тоа е прво. Второ, откако ќе се експлантира тоа срце, тоа треба да се сочува до моментот на имплантацијата во реципиентот. И тој период е 4 часа, додека тоа срце повторно треба да се имплантира и да почне да чука. Ние имаме таа среќа што сме на 5 минути од хирургија, па тоа го изведовме за 20 минути после експлантацијата. Ние срцето го имавме во салата, каде што веќе бевме при крај на експлантација на срцето на реципиентот и можевме да започнеме со имплантација. Тоа срце, откако ќе се експлантира, му се инсталира одредена солуција, ја нарекуваме кардиоплегија, која што ја даваме кај оние срца кои што нормално ги работиме, кој што треба да го сочува, да ги сочува неговите резерви енергетски, на некој начин да го умртви, да тоа не работи, ама да ги сочува неговите резерви, нели? Потоа се става во лед да биде хипотермично, ладно, помалку да троши во наводници и потоа во еден фрижидер се носи да во салата каде што треба да се имплантира тоа срце. Значи, спецификата е од три аспекта. Прво, да се одржи оние часови, затоа што најлесно и најбрзо може токму тоа да биде афицирано од промените во мозокот. Второ, да се добро експлантира, добро сочува, презервира до моментот на имплантацијата. И трето, поспецифично е тоа што и докторката кажа малку се екстендит, да речеме индикациите за тоа проширени, кој друг орган може да се експлантира. Срцето, рековме, до пред извесен период беше дека донор може да биде особа, жена со здраво срце до возраст од 40 години, маж до 50, сега се продолжија 6-7 години, нели? Така што сепак има некоја граница, иако во светот во овој бескрајен недостиг на срца за трансплантација, мощно се проширени, нели, тие индикации, меѓутоа сепак треба да се внимава на тоа, затоа што long-term survival зависи, значи преживувањето и квалитетот на тоа срце многу зависи од староста на донорот, нели? Од 100 до 200 луѓе варира бројката на сите вклучени во целиот тој сложен механизам на проверка на сите тие тестови. Како сето тоа функционира? Ќе ви кажам накратко, ќе бидам кратка, да не кога ќе се посомневаме, тогаш се тука болничките координатори, обично сум јас таму, бидејќи сум реално и таму физички, нели таму и работам. Се докажува клинички мозочната смрт и после се викат екипи од Институтот за радиологија, кои што ни помагаат во однос на ангиографијата да се докаже дека нема циркулација во мозокот. Значи тоа е додатно параклиничко испитување кој што ни ја потврдува дијагнозата. После се назначува комисија од Министерство за здравство, независна од лекарите кои што учествувале во лечење, значи независна комисија, која што ќе ги разгледа овие резултати и ќе донесе одлука. Обично се тоа неурохирурзите, кои што се наши партнери секако во третманот на овие пациенти, нели со мозочни страданија, и се анестезиолог или невролог, во зависно кој од профилите на овие лекари се тука. После тоа се седнува со фамилијата да се разговара, нели кога ќе се потпише, тоа се назначува времето на смртта во моментот кога комисијата ќе се состане и го прогласи мртов. Тоа се контролни механизми, ме разбирате? Тоа се контролни механизми да се провериме сите ние дали тоа е дефинитивно мозочна смрт. И затоа се многу важни да се следат според правилата. И јас никогаш нема да мрднам од тие правила, дали ме разбирате. Затоа што се работи за пациент, се работи за живот. Мора да сме сигурни дека тој е мозочно мртов. Понатаму, ако разговорот со фамилијата некогаш оди лесно, некогаш оди тешко, тешко е за нас, верувајте. Тешко е да се разговара, тешко е затоа што едноставно од една страна стварно емпатијата е голема кон нив, но од другата страна секако дека треба да ги прашаме, ние сме законски обврзани да ги прашаме дали би донирале. Доколку фамилијата, значи го гледам да го упростам, доколку фамилијата се сложи, тогаш почнуваат имунолошките тестови кои што, значи, ги повикуваме клиниката за трансфузија каде што и ги правиме. Тоа некој се случува и навечер, верувајте. Но ова се случи во петок после 3 сат. Че сите беа дојдени дома. Екипите од клиниката за трансфузија, професор Кочо Димитровски, нели, како главен. Па се повикуваат
и нормално инфективната клиника која што излезе во сусрет без разлика што во моментов се бави со ковид и така натаму лабораторијата да се отвори да се направат трансмисивните болести, испитувањата за трансмисивни. Па понатаму се повикуваат нефролозите од дома, уролозите, нели, и кардиохирурзите. Воедно за цело време се прават хајла типизации кроз мечови, се што треба лабораториски да се реши. Се прават планови, доаѓаат екипи од анестезија, од интернистичките куќи. Тоа е цела координација која што трае, вака изгледа да многу, ма тоа трае во некој си половина до сат време, сите тие координации се случуваат. Воедно да не ги зборуваме здравствените работници како медицинските сестри, транспортерите кои што трчаат, носат, прават. Ме разбирате, тоа е една таква врвулица во која што реално сите работиме за една цел. Сите работиме за една цел да одредени пациенти го добијат органот квалитетен, навреме стигнат, во добра состојба и тоа се да биде завршено со дигнитет кон починатиот, значи дигнитетот да го очуваме, и секогаш експлантацијата е многу потешка за нас, верувајте. Бидејќи сум била и на експлантации, и на трансплантации, тоа е потешкиот дел. Тука емоциите се тешки. Тука работиме во една друга атмосфера. Веќе кога ќе дојдеме во моментот на трансплантација, тука се раѓа живот. Ме разбирате, тука згаснува животов, тука се раѓа живот. И веројатно ни треба на сите тоа да не го задржиме чувството на губиток на животов, ни овој момент на трансплантација па ни буди други чувства. Возбуда, среќа, нормално со добар исход тоа се да биде. Координациите, можеби некого не спомнав. Можеби некого не спомнав во сите овие координации, сите клиники кои што учествуваа, ќе ми извинат. Нормално тука сега во овој момент беа и приватните клиники кои што реално во најбрз момент беа искоординирани и помогнаа во целиот процес, нели? Сметам дека немаше човек кој што не беше станат за оваа работа да се, сакам да кажам, доктор, здравствен работник, кој што со волја дојде на работа, рачунајте и дека беше полициски час и дека беше ковид, дека е ковид време, и сите тие дојдоа на работните места. Доктор Јове, вие лани, мислам дека на вашата клиника се направи првото вештачко вградување на срце. Кој бројот на пациенти кои што реално чекаат на трансплантација? Така. Лани со почетокот на програмот на имплантација на елвадовите и генерално на механичката циркулатарна потпора започна модерниот начин на легување на срцевите пациенти со терминална срцева слабост. Бидејќи тоа се пациенти прво кардиолошки кои се лекуваат со максимална медикаментозна терапија, ресинхронизациона терапија, за да на крајот, ако се предлагаат за евентуално корективна хирургија. И ако на крајот ништо од тоа не успева, тоа се пациенти кај кои што треба да се направи нешто повеќе. Тоа повеќе беше од секогаш трансплантација, меѓутоа во недостиг на срца, да ви кажам дека на 30 луѓе на кои што им треба срце во светот има едно срце или еден донор, нели? Многу се разви во последно време токму тој програм на механичка циркулаторна потпора и ние започнавме со тој програм пред година и пол, нели? И тоа е програм кој што е во принцип можне скапно и можне благодарен, кој што исто така дава добра перспектива, иако круна и иако најперспективна секако во смисол на долгогодишно преживување е секако трансплантацијата. Сега, се разбира дека постои листа во моментов на пациенти кои што се кристално испитани и кои што е јасно дека има потреба од трансплантација. Меѓу нив има и пациенти кои што ги имаме тие девајси, тие механички срца, затоа што тие во принцип можат да бидат мост до трансплантација, bridge to transplant, или во недостигот на срца денеска дури destination therapy со нив да се живее доста подолго време, нели? Сега, значи, во пациентите кои што реално се на листата и кои што се кристално испитани и чекаат срце, се и тие пациенти и оние кои што немаат девајси. Нели? Но, бројот кој што го имаме од 20-тина е и мал, верувајте. Полека
се разбира нашата медицина, веќе јас сум стално оптимиста, е мощно развиена и примарната медицина и ќе ги откриваме се повеќе и ќе живеат луѓето подолго и ќе се дојде до степен да има потреба од повеќе. А зошто го велам ова? Затоа што срцевата слабост во моментот во светот е епидемија. Затоа што ние зборуваме за травматизам, зборуваме за хирургија на малигни заболувања, нели? Меѓутоа, heart failure во моментов срцевата слабост, патологија е број 1 по зачестеност. На 30 секунди во Соединетите Американски држави умира по еден човек од срцева слабост. 0,4% од населението во светот, особено во западниот свет, каде што знаеме, има некој тип на срцева слабост кој што се третира овака или онака. Нашава статистика како што? Сега ќе ви кажам, а 10% од тие 0,4% имаат потреба од девајс, механичко срце или трансплант. Замислете колку се. Ние таа статистика, пазете, ние статистиката, апропо нашите заболувања, е идентична како во Западна Европа и во Соединетите Американски држави. Така да го очекувам дека тоа се тие проценти. Се уште ги немаме тие пациенти, нели? Оние што ги имаме пријавено, испитано и така натаму, кои што се реално на листата, се нешто повеќе од 20, нели? Меѓутоа сигурно има многу повеќе. Оваа операција беше спроведена и во соработка и со дел од приватните клиники. Тука беше доктор Жан Митрев, во делот на експлантацијата и докторот од Систина. Колку е тоа некаква додадена вредност во целиот овој процес, бидејќи досега во јавноста имаше дел стереотипи за јавното, дел стереотипи за приватното здравство, што на крајот резултираше со една недоверба кон доволната стручност на нашиот кадар. Се чини дека тие стереотипи ги разби. Па да, како да ги разби тие стереотипи, се доби на вистина додадена вредност, се исфункционира сосем добро. Тимот на крајот го беше составил министерот за здравство. Ние се бевме спремале година-две и така натаму, меѓутоа во последен момент го состави министерот за здравство и сметам дека на вистина успеа да изреализира една додадена вредност и да се добие на крајот еден квалитет кој што му е потребен на пациентот и на тој пациент и на сите пациенти во вакви дадени, тешки, специфични и високотехнолошки работи, во кои што секогаш во центарот на вниманието треба да биде пациентот и некои работи да се едноставно надминат. Што се однесува до спремноста, со сигурност можам да тврдам дека и јавното здравство е перфектно спремно и останатото, приватното здравство, останатите институции, така да Македонија веќе има една медицина која што на завидно ниво, верувајте, генерално. Ги фаќа новите трендови. Да. Јас тука сакам да го погледнеме прилогот околу здравствената состојба на пациентот и повторно ќе нагласам и обелоденувањето на неговиот идентитет е повторно со негова согласност и дел од вашиот тим лекари од државната кардиохирургија кои со голем ентузијазам говорат за сето она што го работе. Поминаа 3 дена од првата трансплантација на здраво срце кај пациент во земјава. Животот на 43 годишната Емилија Динева од Стар Дојран згасна во сообраќајна несреќа, но нејзиното семејство одлучи да дозволи здравите органи, срцето и бубрезите да помогнат да се спасат туги животи. Срцето заврши кај 54 годишен пациент кој доби втора шанса за живот. Иван Огњановски долго бил на листата на чекање. Сега е во болнички кревет и започнува процесот на неговото опоравување. Денес ја имаше првата посета во болница. Неговиот син дојде да го види и да го праша како се чувствува по операцијата. Пациентот засега добро се опоравува од тешката и комплицирана операција, информираат од тимот на доктори. Веќе започнал со физикална и респираторна терапија. Пациентот има досега уреден постоперативен тек, тој е веќе мобилизиран, што значи почната е физикална терапија, респираторна и општа физикална, значи ја прима веќе почната имуносупресивната терапија, која е важен дел од лечењето на овие пациенти за да се спречи отфрлањето на срцето. Веќе ритмички, хемодинамски е релативно добра ситуацијата, меѓутоа сега сме во една малтене многу осетлива фаза од неговото лечење. Сега за сега работите одат добро.
Се уште не е све завршено, значи има уште многу работи. Малтене тој до крајот на животот ќе треба да прима имуносупресивна терапија. Сега сме во фаза на ран постоперативен тек, во кој што работите одат во добар тек, меѓутоа се уште има време кога ќе можеме да кажеме дека сме на сигурната страна. Овој оперативен зафат е историски во македонската кардиохирургија. За тоа сведочеа и позитивните реакции во јавноста во саботата. Доктор Васил Папестиев, кој е дел од тимот доктори, вели дека за ваквиот зафат предизвикот е голем, но притисокот е уште поголем. Предизвикот да се организира сето тоа е навистина голем и да се организира во смисол на предоперативно, интраоперативно и постоперативно и се до крај да се заврши во најдобар ред, посебно кога се има предвид дека прва ваква интервенција е сериозна работа, навистина. Најтешко беше да дојдеме до резот, да го ставиме резот. Кога го ставивме резот, веќе некако сите се, не можам да кажам се опуштивме, меѓутоа ние најлагодно се осеќаме кога сме во операционата сала. Најтешко беше да дојдеме до тој момент, да имаме соодветен донор, да имаме соодветен реципиент, примател на тоа срце и да ја почнеме интервенцијата. Понатаму сега нашите звезди се луѓето кои што работат во интензивната нега, значи анестезиолозите, кардиолозите, сестрите. Ние нив ги слушаме, во операционата сала не слушаат тие нас, сега ние нив ги слушаме. Така да можам да кажам дека да дојдеме до ситуација да почнеме беше најтешко. На трансплантацијата работеа стручен и врвен тим на кардиохирурзи под водство на професор доктор Сашко Јовев од Државната кардиохирургија, академик доктор Жан Митрев од клиника Жан Митрев, професор доктор Александар Николич од болницата Аџибадем Систина и националната координаторка за трансплантација, доктор Маја Мојсова од Универзитетската клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување. Тоа беше краткиот запис денеска од клиниката за кардиохирургија. Професоре, ретко зборувам во своје име, меѓутоа овој пат навистина чувствувам вина што од многуте луѓе кои што утрово ги видов и на клиниката, едноставно не може да се направи разговор со сите. Меѓутоа се гледа, а немаме ни време сите да ги споменеме, но се гледа оној ентузијазам и посветеност која што продолжува и натаму. Колку сето ова, како еден голем потфат, може да ја врати реално нарушената доверба во јавното здравство, бидејќи во Македонија се чини како да сме во една контрадикторна состојба, недоверба во јавното здравје, наспроти тоа сите анкети укажуваат на поголема доверба, но недостапност на приватното здравство за сите граѓани. Па добро, јас не би зборувал нели за и против, јас би кажал дека секогаш верувам во јавното здравство, затоа што во најголем дел од својата кариера работам во јавното здравство. Сосем ми се јасни работите како изгледа, да имало проблеми, затоа што сепак сме земја која што нема доволно финансиски капацитет за да покрие, барем до сега и до пред неколку години, да речам, нешто што е врвно, меѓутоа ситуацијата драстично се менува. Јас можам да ве уверам дека во јавното здравство веќе може да се добие секоја услуга. Можам да зборувам за својата клиника, каде што овие 5 години откако постоиме, практично ги воведовме сите нови трендови, сите новитети, дека го работиме се вкупниот спектар на срцева хирургија, дека сме комплетно опремени и дека нема што немаме, но гледам многу позитивен тренд и кај останатите клиники, бидејќи тоа го гледам секојдневно во соработката со нив. Можеби ќе биде малку како да ви кажам, пристрасно да ме прашате, затоа што јас верувам во јавното здравство, но верувам дека сликата се менува затоа што гледам и по реакциите од пациентите, по реакциите од колегите и така натаму. И на крајот на краиштата убаво да се, ако веќе немало и ако веќе се била намалила таа некоја доверба во јавното здравство да се врати, сметам дека се враќа, а секако нека остане ако ја има во приватното здравство, па да имаме доверба во македонското здравство воопшто онака како што треба. И надпреварот е секогаш здрав и води кон напредок. Апсолутно. Доктор Мојсова,
многу и етички дилеми се отворија деновиве, особено околу идентитетите на донорот, на пациентот, исто така. Сами се јавија во нашата редакција пациентката, која, да не ги заборавиме, и вашите колеги од клиниката за урологија. Сама се јави пациентката која што примила бубрек. И сега, тука сме, законот е таков каков што е, тој обврзува на тајност на податоците. Меѓутоа, овие моменти пак кога семејствата, кога пациентите прифаќаат да бидат да излезат во јавност, се особено специфични затоа што може би и на тој начин најдобро се пренесува и пораката. Видите, од нас не се излезени имињата и секогаш се трудиме, и кога имам и друг пат кога сме имале трансплантација од починат донор, никогаш од нас ние практично мораме да ги штитиме интересите на пациентот, односно и на фамилијата во овој случај, нели, на починатиот пациент, па и на реципиентите. Но доколку сака да проговорат, тоа за нас е добро. Во одреден делови, кога сме размислували за кампања со, значи, мојата соработничка од Министерство за здравство, морам да ја спомнам, Адријана Ѓоргиев, кој што стварно ова не можеше да успее ако не беше таа координација незина во оној административен дел кој што, нели, ние докторите не го сакаме многу, а мораме да го направиме. Многу пати говоревме со некои фамилии кои што претходно донирале, нели, бубрези, како и што знаете до сега овие 6 години. Немавме позитивен фидбек од нив, некако не сакаат да говорат, а мислам дека нема појака порака кога ќе проговорат семејствата кои што донирале. Затоа што на тој начин и ова што го направи семејството Диневи, мислам дека стварно направи, да, ние ќе проговоревме, но тие проговорија со сите своји емоции, со своите дилеми, со своите стравови и со своето човеколюбие и благородност кој што не можеше да не биде приметено од македонската јавност. Таа беше пораката која што во суштина најмногу допре до граѓаните, најмногу отвори, нели, дискусија, веќе сме, нели, трет ден по телевизиите даваме изјави, и тоа нас ни даде за право исто така отворено да говориме на темава. Сме говореле отворено на темата, ама кога ќе се пренесе една лична приказна, една лична трагедија, едно лично искуство, мислам дека многу полесно доаѓа до граѓаните, отколку вака стручни лица како мене, кои што ќе, нели, ја пренесат оваа порака. Пораката е и таа е главната, да, дел од вашиот близок живее во друго тело. Срцето чука во друг човек. Ја мислам дека поголема порака нема од тоа, веројатно со самото овој пат што се работеше за срце, самото срце како витален орган значи многу кај луѓето. Чукањето на срцето е видливо. Нели, во операционата сала, но секако е видливо и за, односно, го чувствуваме ние кога сме живи. Тоа е некоја порака, односно тоа е некој феномен кој што допира до луѓето и во суштина ја разбираат потребата што значи органодарителство, нели, после смртта, после мозочна смрт, и што тоа прави за другите пациенти. Така да јас сум благодарна на семејството Диневи што воопшто отворено истапија. Приметивте дека јас во ниедна моја изјава не ги спомнав, се додека тие не истапија отворено. И... Да, во тој дел нема воопшто дилеми. Што е она што треба да се менува во иднина за зголемување на свеста, за олеснување можеби и на вашата работа во иднина, бидејќи со актуелниот закон практично сите сме дарители, но семејството на крајот одлучува во најтешките моменти. Многу пати ми е поставено ова прашање и сите сметаат дека ќе биде степенот на органодарителство поголем доколку пациентот се изјасни во кога да се изјасни. Еве да кажеме кога. Кој е тој момент кога пациентот треба да се изјасни? Америка има донорска картица, тоа е некој начин кој што тој систем го смислил. Немаме исто здравство, немаме социјално здравство, немаме државно здравство во Америка, тоа се приватни осигурања, значи друг сосема систем не можеме да се споредуваме. Нашиот закон е превземен од Хрватска и Шпанија, кои што имат најголем, највисок степен на органодарителство во Европа. Тука се и некаде Америка. Значи, ако ги споредиме процентите помеѓу Соединетите држави, Хрватска и Шпанија како, нели, водич во
во процентот на органодарителство, не гледам некоја разлика. Законот, јас кажав еднаш, законот не ја прави трансплантацијата. Трансплантацијата ја правят свесноста на граѓаните за тоа што се работи и нормално вакви некои ентузијастички екипи кои што или ќе се нафатат на овие подвизи за трансплантација. Трансплантацијата во суштина треба да се говори за тоа. Значи треба да зборуваме отворено. Треба кампања, многу пати е зборувано кампања, затоа ја кажав, кампања, која е таа кампања која што реално ќе допре до граѓанинот. Јас многу пати сум зборувала на оваа тема за овие 6 години. Доктор Маја, имаше некои почетоци, имаше и еден силен бран, особено во поглед на бубрежната трансплантација. Наеднаш некако се случи, се да замре, па некако почна да се враќа бубрежната трансплантација. Тука, да. Се сложувам со вас, да. Почнавме со голема енергија, значи тоа беше пред 6 години. Почнавме и тогаш немаше кампања, да се разбереме. И тогаш некако се боревме ние внатре во системот, многу малце луѓе бевме. Мора да ве поддржат структурите. Ме разбирате како сега, значи голема поддршка од Министерството за здравство, значи и од министерот Венко Филипче. Не дека претходно сме немале, значи во претходните сме имале поддршка, но реално не знаевме, видете, ова не е нешто што лесно се учи. Ова бара зрење на системот. Да, имало падови, се паѓал мотивот, паѓал моралот кај здравствените работници, недовербата во здравствениот систем, секако го направи тоа, значи имавме ситуации. Самиот потфат јас верувам дека голем дел од гледачите за жал биле принудени да отидат до клиника, па да шетаат со упат од една на друга клиника, од прва на втора лабораторија, па да подзастанат до тие водичи доброволци. И сега имајќи таа слика за клиничкиот центар, кога ќе се види ова функционирање на целиот тим како швајцарски часовник, се добива еден сосема. Јас не би се сложила со вас, затоа што видите, тријажата на пациентите не смеа да ја диктираат пациентите. Тријажата на пациентите ја диктираат хитноста на ситуацијата, дали ме разбирате? Вие ни во Америка не можете, ако имате осигурање полно, па тогаш ќе влезете први. Значи, зборуваме за нешто што е фондовски... Се извинувам, не ме разбравте, мислев на поделеността на клиниките, па одењето од едно на друго, на трето место. Тоа верувајте, тоа е тешко. Тој секоја клиника е правен субјект во тој контекст, ако е во тој контекст, реално ги отежна. Се отежна работите на тој начин. Во времето бевме клинички центар, да кажам дека сите што го поминале тој пат сега кога го слушаат ова како различни тимови од различни клиники функционираат за една цела. Значи, ние сме работеле во еден клинички центар во кој што искрено не знам, немаше поделба во смисла, не бевме правно поделени. Тоа правно поделено некако тешко ни падна, искрено да ви кажам, затоа што тогаш имавме сите заеднички интереси. Имавме заеднички интерес за пациентот, нели, кога доаѓа и го проследувавме многу полесно. Сега е многу потешко и тоа е факт. Тоа е факт. И веројатно можеби и тоа го направи овој кога си знаете како, тоа е како јас во дома си гледам до дворчето тука. Ме разбирате? До вратичкава тука, тоа е мојот дел, јас си го гледам. Она што и граѓаните, па дали надвор ќе имам фрлено ѓубре или не, тоа не е битно, ама во дворот ми е чисто. Така настани и со ова. Мислам дека некако во последниве години свативме дека ние си требаме едни на други. Ние секако соработувавме, ама тоа беше врзано, не, јас немам опут, јас не давам апарат. Ме сваќате, кога бевме клинички центар, тоа се движеа апаратите, да, ехо ми треба, да, ехо од таму ќе земам. Да, тоа го отежна, но свативме дека ние едни без други не можеме. Ние сме еден систем кој што е одржлив, тоа е терциерно здравство и терциерното здравство треба да се занимава со вакви интервенции, треба со ваква медицина, некоја малце по-висока медицина да се занимава. И во суштина сметам дека тоа го, еве еден пример, во петокот заклучивме колку уствари сме јаки кога сме заедно, колку уствари можеме кога сме заедно. Професоре, кои се предизвиците? Знаеме дека е специфична проблематика, но кои се предизвиците пред македонската кардиохирургија генерално надвор од ова зависи пред се од тоа дали има или нема донатори и донори и колку ќе ги има. Па токму така, ако зборуваме за
Овој програм за програмот на трансплантација, јас мислам и пред неколку дена, мислам, кога бевме сите заедно, изјавив дека дојдовме до еден степен да навистина ја научивме медицината во врска со трансплантацијата, се разбира, треба да се развиваме многу уште, ја научивме, ја имаме технологијата, нели? А кога велам за трансплантацијата, велам затоа што беше на дополнување на тренингот за heart failure програмот и механичките, нели, да речам, девајси и така натаму, што следствено, нели, продолжува со трансплантација. И сметам дека што се однесува до тука, ние брзо можеме и сме дојдени до еден степен во кој што може да функционираме. Значи, суштината ќе биде навистина донорството и пропагирањето за тоа да имаме повеќе донори за да спасиме повеќе животи. Како што гледате, пред неколку дена со еден донор се спасија 3 животи, ме разбирате. Така да мислам дека најмногу треба да се ориентираме во тој правец и од друга страна да го одржиме темпото генерално на работа, тренингот, пратењето на новите технологии, доопремувањето ако има потреба од сето тоа и кога има потреба и практично да одиме понатаму. Јас сум многу оптимиста. Денеска добивте, односно се купивте нов ехо апарат. Да, токму така пристигна ехо апаратот кој што го нели бевме нарачале, така да бевме многу среќни, па вие и го снимавте нашите. Видов многу млади луѓе, многу ентузијасти во тимот, колку јавното здравство овозможува можности за напредување, за усвојување на сите тие нови знаења, нови технологии кои што излегуваат, нови методи на лекување. Така, некако ја имавме среќата да ги пратиме, како што ви реков, истите. Се разбира благодарение на ентузијазмот и се разбира благодарение на главно младоста на тимот, нели? Мислам дека сите трендови може да се пратат со оглед на тоа што ги на некој начин имплементираме од една страна, но од друга страна ние имаме тесна соработка и со клиники надвор, каде што во секој момент може да пратиме некој од нашите, нели? Практично имаме мост со повеќе клиники, со универзитетската клиника во Франкфурт, каде што имаме прекрасен колега доктор Ристевски и неговиот тим таму, со универзитетската клиника во Загреб, во Белград. Така да тимот домицилен комплетно функционира, работи самостално, ги усвојува сите нови техники, меѓутоа во секој момент ние можеме тој мост да го активираме и во секој момент да се што е ново се брзо имплементира, затоа што некако дури на приватна база сме со многу клиники поврзани. Од една страна, главно ја имаме, да не речам 99% опремата и технологијата, се разбира нешто што фали, ќе се потрудиме, ќе замолиме да нели да го набавиме и така. Така да искрено мислам дека може да се следат трендовите и младите луѓе добро да се едуцираат кај нас. Што е она што сега се работи или не се работи поради COVID-19. Со некаде пред почетокот на емисијава почна и пресконференцијата во владата на која се очекуваше обзнана на олабавувањето на мерките кога клиниката се враќа во нормала, бидејќи предпоставам дека и тој дел ги интересира гледачите. Така, видите, се уште се работат само итни. За тоа кои се итни ние добро знаеме, но ние добивме и упатства од Европската асоциација на кардиоторакални хирурзи за цела Европа. И практично, она што и знаеме дека е итно, знаеме дека треба да се работи и по препорака на Европската асоциација за кардиоторакална хирургија, како итно во време на корона, вклучувајќи и трансплантацијата како итна патологија. И сега за сега го работиме само тоа. Се останато треба да се тригерира, зависи од нели Комисијата за заразни болести и од Министерството, а де факто има пациенти кои што и се јавуваат и веќе треба полека да почнат да се третираат, така да ова е малку на некој начин сега специфична ситуација, навистина не знам што би значело продолжување на сето ова, но некако адаптирани, некако со максимални мерки на предострожност, јас сметам дека треба полека да продолжиме, барем оние кои што ние ќе процениме дека се малку по-ризични пациенти. Доктор Мојсова, како предводник на тимот, како национален координатор, што сметате дека е потребно и во кој правец треба да продолжи да се работи
за овој пионерски чекор да не остане пионерски, а да се продолжи таму каде што веќе има резултати, како што е бубрежната трансплантација, но и во нови области. Да, треба да се продолжи со една кампања која што искрено имавме некакви идеи. Стварно, ситуацијава со ковидот се ова беше планот од јануари и февруари. И реално ние дури када веричната ја прекинавме во март месец, тоа заборавив да кажам, бидејќи не ни беа јасни протоколите, ни на безбедност, ни беше јасен вирусот, немаше никој во Европа. Мислам дека е трета во Европа спроведена во период на ковид. Во период на ковид, и тоа е нашата земја една, и тоа прв пат. Имавме многу честитки од драгите наши соработници, нели од Хрватска, со кои што стварно соработуваме во однос на трансплантацијата со години, и од Словенија. Да, треба кампања во која што ова што го зборуваме сега ќе може пак да биде достапно до граѓаните, да се објаснува самиот процес. Не сметам дека во моментов и претходно кажав дека е битен законот. Слушнав нешто регистар да се отвара, видите, многу е тешко кој ќе го отвори тој регистар и кој ќе им објасни на пациентите што значи донор. Значи, ние мораме прво да го објасниме овој процес, многу години го објаснуваме, веројатно мал дел од гледачите ги следеле или можеби не биле заинтересирани, можеби не било доволно интересно за нив. Тоа е еден начин. Ние почнавме со некаква едукација внатре во здравствените системи, започнавме со еден убав состанок на хируршки клиники во кои што беа повеќе клиники викнати од перспекти на имавме план да одиме во 8 септември за да овој процес исто низ Македонија, но сето тоа со оваа ситуација нели ни запре. Значи прво една едукација во здравствениот систем. Треба да стасаме и доматичните лекари за да ја разберат оваа медицинска потреба. Втора работа, да, кампања некаква, имаме некои идеи да видиме како ќе излезат. И трето, развивање на други програми, секако следно ни е Црн дроб. Сметам дека исто доста има пациенти кои што ги имаме на листа. Таа се уште листа не е така средена, не успеавме да оствариме состаноци со остваривме само еден состанок со гастроентерохепатолозите, не успеавме да оствариме состанок со абдоминалните хирузи, но како што беше и со кардиохирузите, тоа не е едноставно. Многу имавме координирање, многу состаноци претходно. Јас пак ќе кажам, не е случајно, ова е доста изработено од ние како национално тело и тие како нели извршно тело во крајниот чин на трансплантација. Многу разработени, дури во детали работите ни беа со многу критериуми, протоколи, и тоа бара работа. Да, тоа е работа, сите сакаат резултати, но за она што бевме пофалени претходно лани ова време од Европската комисија, здравствена комисија, баш е во делот на трансплантации. Баш таа следственост, таа папирологија која што ние ја правиме, за тоа сме пофалени, затоа што секој светот сака да биде тоа убаво евидентирано и да биде јасно и транспарентно. Сосема кратко за крај, бидејќи во продолжение сакам да ги проследиме и интервјуата со доктор Жан Митрев и пораката на доктор Николич. Која е вашата порака до граѓаните генерално во ситуацијава во која што се наоѓаме? Кризата со ковид очигледно не е завршена, меѓутоа од друга страна притисокот за олабавување на мерките постои. Ќе го почувствувате и вие на клиниките? Не, јас ќе ви го кажам сега, сакав и преска да се дополнам со професорот. Притисокот кон клиниките, да, и ние работиме со некој мал, не мал, помал можам да кажам, не е мал воопшто. Притисокот врз клиниките во смисла на тоа за операциите е голем, но од друга страна луѓето не ги почитуваат мерките. Се полнат интензивните лекувања, како на инфективна клиника, така и во 8 септември. Здравствени работници се одлеваат кон тие клиники. И вие, значи сега очекуваат граѓанинот да ние во суштина одговориме и на предизвиците со хирургијата, прегледите и така натаму, но и да одговориме на предизвиците со ковидот. Не можеме да се мултиплицираме, за жал, тоа е персоналот. Помогнете ни да се помогнеме. Помогнете да се вратиме во нормала. Тоа е мојата порека. Помогнете ни нас да се вратиме во нормала, затоа што немаме друг начин. Докторе, вашата порака? Мојата порака ќе биде повторно да малку повеќе се бориме во врска со донорството од една страна, а од друга страна да целиот овој тим што го имаме сега
Значи тимот од Универзитетската клиника за кардиохирургија, сите останати клиники со кои што прекрасно соработуваме и кои што исфункциониравме како швајцарски, што кажавте и самите саат, да останат во тонус, да останат во тонус во смисол на тоа дека треба да се работи, да се биде спремен до секој детал дека ова може да ни се случи повторно и многу Ненадејно, брзо. И ненадејно. Значи да бидеме спремни. како што некој некогаш кажа, нели спремни како да утре ќе биде војна или 100 години. Да, така беше. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Останете на Телма по кратката пауза за реклами. Продолжуваме со разговорот со академик Жан Митрев. Назад сме во студиото. Какви се пораките на академик Жан Митрев, кој исто така на повик на министерот за здравство Венко Филипче беше дел од тимот заедно со лекарите од државната кардиохирургија која извршија првата трансплантација на срце во Македонија. Господин Митрев, кои беа вашите мотиви да се вклучите во овој голем потфат за македонската кардиохирургија? Па мотивите се од првиот ден од кога сум дојден. Значи, нели, може би сме имале некогаш и порано. Од првиот ден почнав да на некој начин заговарам да се тера таа трансплантација на срце. И се мина многу години уназад. Сите од тогаш па нааму политички структури што беа во здравството, на некој начин ги имав и контактирано, и разговарано, и целата таа потреба, бидејќи трансплантацијата не е ништо повеќе како и секоја друга операција, само за посебни тешко болни луѓе. У сите вие години уназад тешко се разбираше тоа, него се сметаше дека трансплантацијата е нешто така многу ретко или така некоја операција која сега така, еве, јас сакам да ја правам за да, не знам, малте не заради мене, а не заради пациентите. Сето тоа и некогаш и јас кревав раци, бидејќи не се наоѓаше на разбирање и тие пациенти так си завршуваа како што и завршуваа. Во последно време, тоа е последните 2 години се некако раздвижи сето тоа, поготово од минатата година кога почнаа да се дозволија да се прават операции на така наречено вештачко срце за пациенти кои се во терминална состојба и да и се вгради таква пумпа која е едно премостување до трансплантацијата. И со тоа се увиде малку пошироко и во јавноста дојдоа до израз такви луѓе, тоест такви пациенти кои се млади, кои се погодени од една болест, од чисто здравје некогаш, значи од една вирусна инфекција, од една бактериска инфекција и доаѓа до воспаление на срцевиот мускул и на крајот завршува со една тешка инсуфициенција која со ништо друго не може да се помогне. И кога јавноста малку ги виде тие судбини, тогаш веројатно и сознанието за трансплантацијата некако почна да се менува. И ова е неминовно, бидејќи, пак ќе речем, у сите овие години можеше и многу порано да се случува сето ова. Уште многу порано, јас уште 2001-2002 ја направивме првата аутотрансплантација, кај тоа е истиот принцип на операција, каде што дури да кажам малку потешко технички, зашто се вади срцето на пациентот надвор, се реконструират сите тие промени, обично додатно има и
промени во некои валвули и така. И потоа пак се враќа назад, се прави така наречена аутотрансплантација. И уназад овие години едно 5 пациенти така ги, тоа се специфични случаеви кои на тај начин ги решававме. Последната, мислам, беше 2017 во оваа болница, кога тогаш и лайф одеше во целата трансплантација на Facebook. Така да, од техничка гледна точка, секако дека не беше тоа проблем да се направи. Меѓутоа е многу поголема другата страна. А ова е другата страна кај трансплантацијата е затоа што се зема еден орган од еден човек, кој најчесто е несреќен случај и една трагедија во една фамилија, во една околина, и се трансплантира на друг човек кој исто така е тешко болен и кој гледа спас во сето тоа. Тука имаме овој пат, се чини се случи уште едно чудо, кое што не се очекуваше во македонското здравство, тоа е обединување на три институции кои што условно во секојдневието важат за конкуренција. Што тоа би можело да значи во контекст на идните вакви чекори? Па многу може да значи, бидејќи ти си долги години во новинарството и знаеш дека колку беше тоа иако непотребно, ама беше сето тоа спротиставено, јавно, приватно, некако се тие сите институции беа, да кажеме, некакви конкурентски релации. Со ова е еден добар исчекор и показател дека сепак политиката може да го тоа направи, да биде и такако едно, и да сите ние, како што ни е и примерната дејност и задача, да се бориме за доброто на пациентите. Дали јас ќе отидам и таму ќе направам некоја операција, или од таму ќе дојдат тука, сето тоа треба да се разбере како една нормална соработка. До сега тоа не беше така, за жал. И мене ми некако стана и јасно дека замисли, само теоретски, да сета оваа работа ја направивме тука. Јас сум сигурен дека немаше да има позитивна конотација. Него одма ќе имаше во медиумите зошто тука, кој му дозволил, зошто му дозволил и така натаму и така натаму. Ова беше еден добар исчекор да разбереме дека ресурсите во здравството, а поготово во врвната медицина, се многу мали. И ние како држава треба тоа да го ставиме на една страна и да го искористиме за доброто на сите. Било какви поделби само штетат највише за пациентите, бидејќи таа експертиза е тука, меѓутоа која е расцепкана, поделена и едни против други, резултатот секако нема да биде тој кој е потребен за тие најтешко болни. И тука е можеби најголемата работа и најголемиот исчекор досега покрај оваа трансплантација, да не, така да кажам, обедини, да заедно почнеме да решаваме проблеми кои се тешко решливи. Ќе остане ли на ова и кои се според вас предизвиците на овој план, бидејќи знаеме дека ги има многу, што од законски аспект, што од впрочем и средината во која што живееме, бидејќи се уште донирањето органи не е заживеано на потребите. Секако, исто ова мислам дека даде еден голем импулс луѓето да разберат што значи донирање на органи. Исто и таа регулатива. Значи, регулативата се решава, ако се сака, многу лесно,
и мислам дека не постои нешто што не е во тој поглед можно да се реши, бидејќи тоа зависи од нас. Штета ако не продолжи, штета е за многу луѓе кои чекат за таква операција. Штета е и сигурно со ова сето сега што дојде до јавноста вака, дека луѓе кои се унесреќени или фамилии кои се во таква состојба, дека можеби нивната доверба према органот донорството сега е можеби подобра или појасна. Така да и ние имавме пред неколку месеца млад пациент кој можеше да биде донор, кој имаше голем тумор во мозок и кој тука кај нас беше донесен да го така до последните денови да го испратиме. Меѓутоа, да кажам, и фамилијата и мајката беше, бидејќи една хронична болест, можеби ќе беше една утеха за неа во однос на тоа дека некои органи ќе продолжат да живеат кај некои други луѓе. Една тешки са тие ситуации и битно е да се пристапува така како што е. И ова можеби е така голем чекор да се доближи ова сето до јавноста и до луѓето да сватат таа димензија на од една страна оние кои треба да го нели на некој начин даруват органите и оние кои треба да ги примат. И ние измеѓу кои сето тоа треба да го изорганизираме, изменаџираме да биде една успешна приказна. Од тука која е најкратко вашата порака и до властите кои што очигледно треба да средат многу работи како што сега позитивно посредува, но и до потенцијалните донатори. Па мојата порака е да не се застане на ова. Ова беше една светла точка во целокупната организација на една ваква племенита ситуација и да се помогне и на најтешко болните да не се остават да бидат на маргините на општеството, него да се покаже дека можеме да се грижиме и за најтешко болните. Може, ова е доказ дека можеме, да се издружуваме и соработуваме, дали сме приватни, дали сме државни. Ова е еден навистина поволен, убав момент да сето тоа само понатаму се доразработи. Ги имаме сите можности, сите институции, значи до нас е и ако не продолжиме е штета, а можеме и се надевам дека ќе продолжиме. Во целата постапка во делот на експлантација работеше и доктор Александар Николич од Аџибадем Систина. Кои се неговите пореки? Добро е да е Македонија урадила, требало е можда пре, али никад не е касно и добро да е тај корак направлен и сада ga треба само ухватити, не треба стати, иći dalje, jer zaista ima jako puno bolesnika koji čekaju na transplantaciju. Imamo bolesnike već, dosta bolesnika koji su dobili raznu mehaničku pomoć, to su pumpe pa i mehaničko srce. Tako da ima bolesnika, a nije bilo do sada transplantacija. Ovim se pruža jedna nova mogućnost, novi život tim bolesnicima koji su faktički osuđeni da izgube život. Се покажа дека сушност и кадар има, дека има и волја дори да се обединат и да ги надминат разликите. Што се според вас е потребно за да ова продолжи и да не застане на овој пионерски, историски... Ja mislim da je izuzetno dobro što je
od sve tri kuće napravljen jedan tim koji je to uradio, da se strasti malo smire, treba samo imati zdravu konkurenciju, a ne negativnu konkurenciju i da je to dobro i da je ovo sada jedan lep podsticaj za sve naše kuće, znači imamo državnu kardijalnu hirurgiju, kardiohirurgiju Žan Mitrev i Adži Badem Sistina i da se u svim kućama ova tehnologija, to jest ovi programi razvijaju i da to guramo dalje. Jako je dobro što se napravila za prvi put ova sinergija između sve te tri kuće i da je to uspelo, jer najvažnije je da prvi put da lepo prođe, da bi onda posle išlo sve lakše. Kada пред се ги гледате пречките за натамошниот развој во некакви институционални, законски, административни или пак во се уште неразвиената свест за значењето на органодарителство? Mislim da je najvažnije da se stvore zakonski uslovi, da se svako za svog života izjasni da li je daritelj ili nije daritelj. To je najvažnije, znači da izbegnemo korak da ukoliko dođe do, ne daj Bože, neke nesreće, stradanja i moždane smrti bolesnika, da mi moramo da čekamo da se familija izjasni. Familija je uvek neodlučna, to se pokazalo u svim zemljama na svetu i nije moralno da oni odlučuju za ostavštinu nekoga koji je bolestan, zato što je u biti čoveka da oni uvijek iščekuju da će se možda desiti čudo i njihov rođak ili najbliži da će se probuditi i izlečiti. Nažalost, to se ne može desiti, zato je najbolje da svako za svog života, da se zakonski to napravi, odluči da se to upisuje u ličnu kartu, da li ste daritelj ili niste daritelj. To je glavni preduslov za sve to, a onda posle treba da se na svim poljima vrši jedna edukacija kompletnog stanovništva, da je to jedna pozitivna stvar, jedna humana stvar, da je to jednostavno i za sve vere prihvatljiva i vere propagiraju, da je to čin koji produžava nekom drugom život. И тоа беше се за вечерва во ова, можам да ја наречам, топ тема на Херој. Од мене довидување, останете и натаму на Телма.